Здраво, драги гледачи, прекрасен, убав и сончев ден повторно денеска овде во градот Скопје. Оние кои што не гледаа во минатата емисија, искрено да кажам, имаат пропуштено многу. Овој пат ќе бидеме повторно гости заедно со суперзвездите овдека во сообраќајната полициска станица во Скопје. Минатиот пат видовме некои убави интересни работи, овој пат ќе видиме уште поубави и поинтересни работи. Останете со нас во следните 60 минути, бидејќи ова е емисија која не смее да се пропушти. Така ли е, дечки? Да! Ајде да им мафнеме на нашите гледачи и да кажеме 3-4 је! Доаѓајте по нас. Трнуваме. Ајде. Во моментов се наоѓаме на едно многу интересно и специјално место. Ова што ќе го представиме, драгите гледачи ќе можат за прв пат да го видат, значи, во програма. Ова е едно чудо на современата технологија која што за среќа нашата полиција го има и се наоѓа токму овде во сообраќајната полициска станица. Господине Боби, зашто поточно станува збор, во какво возило се наоѓаме сега? Така, значи покрај обележаните полициски возила во рамките на сообраќајната полиција има и цивилни возила, значи необележани, кои што се опремени, значи, со најсовремена опрема, камери, штампачи за слики и истите ги користиме за документирање на прекршоци, за документирање на разни настани. Ова сега што може да го видиме пред нас е токму дечињата од суперзвезда кои стојат пред нашето возило, значи секаде каде што се движи ова возило има можност да снима се што се случува наоколу и дури да документира прекршоци ако некој помине на црвено светло, ако некој вози брзо и слично. Значи возилото има камера и на предната и на задната страна и може да снима, значи, све што се случува и пред возилото и позади возилото. Исто така има и радар кој што ја покажува брзината на возилата кои што се движат пред него, значи и истото може да се документира веднаш и на слика. Значи, ова е чудо на современата технологија со која што нашата полиција може да се пофали. Во функција ли е ова возило, има едно вакво или повеќе? Има повеќе вакви возила што ги користи сообраќајната полиција, значи се во функција секојдневно на територијата на целиот град и пошироко во републиката. И што е најинтересно за оние кои што сакаат да прават прекршоци, овие возила се необележани, нема никакви полициски знаци и символи и оние кои што се внатре се во цивилна облека, така ли? Така, значи и во цивилна може и во униформа, меѓутоа битно возилото е необележено, така да не се познава дека е полициско. Зошто имате вакви возила? Помага ли сето ова, значи, и целата оваа технологија и опрема која што вие имате за спречување, значи, на прекршителите? Да, значи секако помага ова возило во спречувањето на прекршителите, значи делува превентивно пред секај луѓето кои што веќе еднаш ќе се сретнат со ваква работа, веќе знаат дека во секој едно возило што се движи пред нив или зад нив може да е полицаец кој што ги снима и кој што следи дали чинат прекршок или не. Ви благодарам што водите сметка за сето она што се случува во сообраќајот и искрено да кажам, ова што го видов сега, ова чудна технологија, толку многу позитивно ме изненади. Ви посакувам уште многу вакви да имате и да направите сообраќајот во Македонија да биде едно од најбезбедните во светот. Се надевам и јас дека ќе успееме во тоа, секако со ваша поддршка ќе го постигнеме. Фала ви, одиме сега да ги видиме останатите ваши колеги и да видиме какви све други возила тие имаат. Веднаш до мене се наоѓа Јасмина, сообраќајен полицаец, која што својата работна задача ја обавува со ова возило овде, драги гледачи. Еве, може да ја видите Дина која што седи тука, Дина мафна им на гледачите. Јасмина, за какво возило станува збор? Моторцикл Piaggio 125 кубици. Овие моторцикли вие ги возите и во зима и во лето или само во лето? Пролетен период, крајот на пролета, летен период и дел од есента. Така, што? Зимскиот период останува со возила да одиме. Значи, во зимскиот период работите со возило. Убава ли, интересна ли е оваа работа? Уживате ли во тоа што го правите? Јас уживам. Искрено јас уживам. Баш многу ми е кеј вака да слушам, а сега одиме да ги видиме вашите други колеги. Еве сега да го видиме овој колега кој што се вика Дејан. Дејан, здраво живот, добро дојдовте во Суперзвезда, како сте? Добро. Ова е вашето возило? Да. Значи, мора да кажеме дека полицајците, освен тоа што имаат прекрасни вакви службени возила, ова е ист таков Piaggio скутер, имате и заштитна кацига? Да. Мора да носите заштитни кациги? Со самото седнување на мотора, значи
ја ставаме и кацигата и без тоа не управуваме. Не може да се управува да се оди во сообраќај, значи вие мора да бидете примери за сите оние кои што се во сообраќајот, еве да видиме, ова е значи таква една полициска кацига која меѓу другото е и обележана и од предна и од задна страна, драги гледачи, пишува полиција, а вашиот знак полиција го има и на самите мотори. Уживате вие во тоа што го правите? Јас ми кажа дека премногу ужива. А вие Дејан? Да, исто, премногу уживам во тоа што го работам и многу ми е мило и што управам ваков мотор. Така, кажете ми, по колку часа на ден сте на терен? Со мотор сме по 7 до 8 часа на ден на терен. И најчесто, каква работа имате? Па претежно, значи, имаме работа со прекршители што исто управуваат моторцикли, што не носат кациги. Имате ли некои такви кои што не сакаат да застанат, па сакаат да побегнат? Па имаме, ама се справуваме со тие. Веднаш се фаќаат? Да. Значи не се неколку минути Па само. толку, за неколку минути до наредниот семафор ќе видат застанат. Знаете, што се види, значи во кој правецки супатот вие имате радиостаница, ги повикувате колеги? Да, комуницираме, значи со колегите и имаме моторчиња повеќе на терен, така да се активираат и другите и до наредниот семафор застанува. Ете така, сега оние кои што имаат нечестни намери знаат што треба да прават. Јас ви благодарам на прекрасниот разговор. Фала ви што бевте дел од Супер звезда. А сега одиме да ги видиме другите ваши колеги. Значи има и други колеги. Еве тука имаме шанса повторно да разговараме со Лидија. Лидија, како сте, добри? Добро, одлично. Ова е значи исто така ваше возило, вие го правувате. Зошто служи ова овде светло ме интересира? Рото светло е тоа, значи доколку треба да убрзат и да се вози побрзо. Што значи кога ќе видиме на улица полициско возило со вклучено ротационо светло? Оние кои што се други учесници во сообраќајот, што е нивната должност и што треба да направат? Сите треба да му дадат предност, значи. Значи тогаш полицајецот брзо има некоја работа, значи е во некоја сериозна акција. Апсолутно. Ете сега знаеме кога ќе видиме значи полициско возило со вклучени ротациони светла, што треба да направиме. А еве Ирина овде сакам да кажеме дека овде напред има некои интересни работи кои што се викаат како. Значи напред овие се викаат има сирена и ротациони светло. Значи мене ме интересираше поточно сирената, зошто таа служи? Значи сирената служи за побрзо пробивање докаде што треба да стигнеме. Значи, штом полицајецот го вклучува ротационото светло, во исти такви ситуации ја вклучува и полициската сирена, која прави многу силна галама за сите оние кои што возилото им приоѓа од позади или не го гледаат да можат да го видат, така? Точно да, секако полициската сирена исто служи секако за предупредување. За предупредување да се знае доколку некој направил нешто што не треба или паркирал каде што не треба, вие малку ќе му сирнете и тој знае дека треба да се препаркира. Се разбира, да. И благодарам Ирина. Одиме понатакаму да ги видиме останатите колеги. Сега ќе видите едни големи мотори, драги гледачи. Станува збор за овие чуда овдека, кој што ќе ни ги представи колегата кој се вика Горан. Горан, здраво живо, како си ми го? Одлично, супер. Еве сега заедно со Стефан вие се дружите овде. Стефан имаше шанса на настапот на Супер звезда да има во придружба и еден ваков полициски мотор. Зошто служат овие големи полициски мотори? Има неколку намени. Една од намените е за обезбедување за сообраќајно и ескортно обезбедување. Кога ни доаѓаат од други држави гости исто така? Да, кога ни доаѓаат од другите држави, правиме ескорти, ги обезбедуваме претседателите и така. И значи сето тоа изгледа така, онака како на филм, значи истото се случува и кај нас. Овие се многу големи мотори? Ова се да, многу поголеми мотори од другите што ги гледавме. Од помалите и колку кубика има еден ваков мотор, ќе ги интересира сите оние кои што се интересираат за големи и убави мотори. 1200 кубика, моторцикл се вика Honda, Значи има моторцикл Honda 1200 кубика кој е извонредно брз, изворедно брз и еден од- стабилен. стабилен и оди колку што пишува, дури малце повеќе да. Колку што пишува, точно колку што пишува. Благодарам, сега одиме да го видиме вашиот колега. Е уште еден ваков голем моторцикл, драги гледачи. Погледнете го моторциклот за каква чудо станува збор, а туку и колегата кој се вика. Самудин. Здраво, Самудин, дали си ми добар? Добро. Исто ти управуваш еден ваков полициски моторцикл? Да. Имате ли многу работа со овие моторцикли? Па имаме повеќе кога ни доаѓаат Странски делегации, делегации да повеќе. Премиери, председатели. Да. Значи, освен тоа што ги пратите председателите и премиерите, ги обезбедувате ли и покрај тоа имате задача да ги чувате? Да. Значи од двете страни со мотори на возилата, од бочните страни. Така мора да се внимава, да се чува сето тоа да е по пропис направено токму онака како што треба. Јас ви благодарам многу за ова прекрасно излагање кое што го имавме. Еве сега да ги видиме Супер звездите, драги гледачи, дојдете навака да го видиме овој шизик овдека што се вика. Ами, Абе, дали ти уживаш овдека, кажи ми злато? да, Уживаш на овој полициски мотор? Да. А кога ќе пораснеш, дали сакаш да бидеш полицаец и да возиш токму вако? да,
А ти, Злато, што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Полицај. А ти? Тајен агент. Леле, агенти и полицајци и собрани на едно место. Да им мапнеме на нашите гледачи, да им кажеме дека ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме овде као сообраќајната полиција Скопје да ги видиме возилата со кои што секојдневно полицајците си ја вршат својата работа. Пауза. Еве сега нешто што не само дечињата, дури и нивните родители верувам дека многу ќе ги интересира. Дојдовме и кај полициските возила кои што секојдневно ги гледаме на нашите патишта и секаде околу нас, но еве сега можеме да ги допреме, да ги пипнеме, да видиме дека се вистински и да поразговараме со господинот Сефедин кој ми е гостин во Супер Звезда. Господин Сефедин, добре дојдовте, како сте? Добре најдовме и вие добре дојдовте во нашата полициска станица. Фала ви многу што многу топло и многу убаво и срдечно не пречекавте и што имаме дружење кое ќе остане незаборавно како за нас, така и за вас се надевам. Да, има многу дружења овде со деца, но ова е поспецифично бидејќи гостини се децата од Супер Звезда. Фала ви многу. Ете сега дојдовме овде да ги видиме вашите полициски возила, ги видовме моторциклите, оние помалите и поголемите, а сега дојдовме да ги видиме овие полициски возила кои што се марка која? Нашите полициски возила се марка Chrysler. Имаме во доволен број за да ги извршиме нашите редовни задачи на терен, но имаме и возила што ни стојат резерва доколку некој не се расипува, бидејќи и тие возила не се трајни. Така што нашите приватни возила се оштетуваат и има дефекти, така и овие службеници ние ги поправуваме кога има дефекти, затоа имаме резерви. Затоа имаме и резервни возила, значи полицијата никогаш не останува без возило. Не, тоа не може никога да остане без возила, бидејќи нашата работа е 24 часовна и цело време со возила. Како што се моторциклите, така се и нашите возила кои се цело време на терен. Така, овие сите возила кои што ги гледаме тука, приметуваме дека имаат сирени, еве ги сирените се наоѓаат горе. Ова се светлосните знаци, рото светлата, а сирените се тие кои што прават кои што да. И ги уклучуваме од натрешниот дел на возилото при управување, дали тој што ги управува или доколку има и совозач, тој другиот ги уклучува, бидејќи еден не може се да командува и да пушта сирени и да управува возилото, бидејќи се доста брзи и има случаи кога треба и брзо да действуваме, зависно што имаме во приоритет. И затоа полицајците работат во пар, значи. Да. Ме интересира овие светлосни сигнали кои што ги гледаме, значи рото светлата. Зошто на некои возила има плави, како што е токму на оваа, значи сина боја, а на ова возило позади нас може да видиме дека има во сина и во црвена боја. Зошто е тоа така? Ова возило што е во сина, двете рото светла се во сина боја се возила што се со приоритет на минување на во сообраќајниците. А разликата со ова возило дека има црвено рото светло е возило под придружба на функционерите на нашата држава и останатите функционери кои доаѓаат во посета на нашата држава. Благодарам. Ајде сега малку да прошетаме заедно и да видиме значи за какви возила станува збор. Кажавме дека ова се возила Chrysler. Како се викаат овие светла кои што се наоѓаат напред на вашите возила? Тие напред светла што се викаат флешери, затоа истото првото возило има исто сино и црвено флеш светла. Означува дека е возило за придружба на високите функционери. Додека има возила кои што нема такви флешери, например ова возило кое што во моментов го гледаме и останатите пред нас, немаат такви светла. За каква намена се овие возила кои немаат флешери? Тие се возила што редовно ги извршува нашите задачи на терен, а и за приоритетно поминување на сообраќајниците, односно за раскрсници. Може ли да дзирнеме малце во натрешноста на едно возило да видиме што има внатре? Не е проблем, поведете. Ајде сега нашите гледачи може да дојдат, драги гледачи по мене брзо да видиме значи што се случува во полициското возило и што све има внатре. Значи освен воланот и командите за управување, брзинометрот и слично, има и некои работи кои што само полицајците ги имаат. Зашто станува збор поточно? Па станува збор за радиоврската, која што комуницира возачот и останатиот колега што е со него, со дежурниот и со останатите служби на терен. Значи тоа е радиоврска. Радиоврската. Потоа имаме хорната, сирените, еден звук. Еве еден звук, овој го знаеме. Го знаеме овој. Има неколку вида има. Сите имаат посебна намена, така и сите се користат во се користат за различна намена. На пример, ова означува дека веќе сме со возило под придружба и со разни функционери кои ги возиме, односно ги праќаме до целта. Така. Исто и ова сега зависи од брзината и каква е густината на сообраќајот. Така, што побрзо се вози и сирената е подинамична. Да. А ова е врската со која разговараме и им наредуваме на возачите да се тргнат што побрзо од
коловозот, односно да ни возможат наше приоритетно поминување. Например, што поминуваат сите возачи кои се паркирани непрописно на коловозот од улицата 11 октомври веднаш да ги тргнат возилата, поради тоа што ќе бидат презени соодветни мерки за нивното отстранување. Значи се даваат вакви предупредувања, дали возачите ги почитуваат? Па претежно ги почитуваат, бидејќи знаат дека се веќе и казните се големи и секој тој што е совесен веднаш ќе го трне возилото. Така, а за оние кои што не се совесни или нема да го слушнат предупредувањето, затоа има тука едно друго возило кое што се вика пајак. Доколку не се испочитуваат предупредувањето и наредбите, доаѓа возилото од пајак службата и го отстранува возилото од лице место. Има моменти кои со пајак службата ги отстрануваме возилото со наш налог, они доаѓаат на наш повик и веднаш ќе го отстранат возилото и нашата дополнителна мерка за непрописното паркирање. Ви благодарам, господин Сефедин, фала ви многу што ни дозволивте и што имавме специјална ексклузивна можност да бидеме гости овде кај вас и што имавме шанса да зирнеме во тајните на едно полициско возило. Не е проблем, поведете и друг пат секој сме овде и за вас и за останатите учесници во сообраќајот. Фала ви многу да сте жив и здрав, се гледаме во некоја народна прилика, се надевам за Арно. Се надевам само да сме здрави и живи. Да сме здрави и живи, фала ви многу. Одиме понатаму. Сега се наоѓаме на едно многу важно место. Овдека во сообраќајната полиција, на паркингот кој што се наоѓа веднаш пред полициската станица, се наоѓа еден импровизиран полигон на кој што се наоѓаме заедно со господинот Благоја, кој ќе ни каже за што поточно станува збор. Да, уште на почетокот кога дојдовте во полициската станица, видовме дека нашата цел е да ги едуцираме, значи децата од областта на сообраќајот и другите учесници како да ги осознаат и да ги научат сообраќајните правила и прописи. Покрај теоретското, значи запознавање со сообраќајните правила и прописи, во самите училишта идеме со вакви импровизирани полигони на кои што имаме поставено сообраќајни знаци како децата значи да ги препознаат сообраќајните знаци, но најважно е и да ги применуваат да практичната примена на тие сообраќајни знаци, значи да знаат кога ќе најдат на главна улица, потоа кога ќе најдат на споредна улица што треба да направат, кога имаме знаци за забрана за движење на велосипеди или на пешаци, тие се знаци многу важни кои што треба да ги почитуваат. Овој импровизиран полигон е значи наменет токму за децата, за поголемата возраст, за ученици од 4-то оделение па понатаму, со оглед дека децата со наполнети 10 години се стекнуваат со право да управуваат велосипед на јавна сообраќајна површина и многу е важно по која страна треба да се движат, каде се смеат да се движат со тие превозни средства и кои сообраќајни знаци треба да ги знаат. Прекрасен е полигонов. Дечиња, ви се допаѓа ли овој полигон овде? Да, сакате ли денеска малци и ние да научиме да видиме кој знак за што е и што треба да внимаваме посебно кога сме и ние самите учесници во сообраќајот? Може да направиме така? Еве сега овдека меѓу другото може да покажеме, господин Благоја, дека има и некои вакви пропагандни материјали кои дечињата ги добиваат од вас. Зашто поточно станува збор? Па овие се сообраќајни знаци кои што децата треба да ги знаат на возраст од прво и второ оделение. При реализацијата на сообраќајно воспитната акција да ги заштитиме децата во сообраќајот, им оставаме по еден примерок ваков од сообраќајни знаци, се со цел значи децата да се запознаат со тие основни сообраќајни правила и прописи кои што треба да ги знаат на нивна возраст. Ако постојано е тоа линеарче кај себе и детето ќе прочита и ќе ги осознае и ќе ги научи тие основни сообраќајни правила и прописи. Така, ви благодарам многу. Ние сега одиме малку да повежбаме овдека на овој прекрасен полигон, а веднаш потоа ќе направиме кратка пауза. Благодарам. Благодарам и на вас. Сега, драги гледачи, верувале или не, јас заедно со суперзадичките и господинот Благоја се наоѓаме во една просторија каде што започнува многу тажна приказна за сите оние кои што не го почитувале редот, законот и сообраќајните прописи. Каде поточно се наоѓаме, господин Благоја? Па, ова е просторија каде што се изготвуваат барања за поведување на прекршочна постапка спрема сите оние учесници во сообраќајот, без обид дали се тоа пешаци, возачи или друг вид учесник во сообраќајот, кои што сториле одредени сообраќајни прекршоци на кои што им било изречена глоба, дали тоа е до 45 евра или повисока над 45 евра, а не ја платиле во рок од 8 дена, значи се изготвува барање за поведување на прекршочна постапка за сите оние кои што не ја платиле казната до секторот за прекршоци при Министерството за внатрешни работи, а за сите оние кои сториле сообраќајни прекршоци кои што предизвикале сообраќајни незгоди, се изготвува барање за поведување на прекршочна постапка кој што се доставува до основните судови Скопје 1 и 2.
Што треба да правиме да не дојде нашето име и презиме овде на овие харти и документи кои што се пополнуваат овде? Многу во прашање поставивте, значи многу лесно. Да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не се чинат сообраќајни прекршоци и нема да дојдат вашите имиња и презимиња во оваа место каде што се изготват барања за поведување на прекршочна поставка. Така, дали треба да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи само за да не казнат или има нешто друго? Не, јас секогаш велам казната е на последно место според мене. Казна како казна или како глоба ќе се плати. Но за жал, многу често се случува, ако не се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се предизвика сообраќајна незгода, кое што често пати имаме и загинати лица, кое што значи непочитувањето на сообраќајните правила и прописи го плаќаме со животот, или и има голем број на лица кои што ќе се здобијат со тешки телесни повреди, кои што остануваат со траен инвалидитет, што значи не ќе можат веќе понатаму да продолжат во својот живот нормално заради непочитување на сообраќајните правила и прописи. Едноставно, значи глобите не се најважни. За мене е најважно почитување на сообраќајните правила и прописи пред се заради себе, а потоа и за другите граѓани како учесници во сообраќајот. Казната е многу мала цена која што може да се плати во споредба со нешто друго. А од овдека ќе се упатиме во една просторија која што е многу интересна за сите оние кои што мислат дека имаат пријатели и врски и кои што мислат дека може да ја скинат казната. Да видиме каде одат сите оние кои што сакаат да не ги платат казната. Одиме таму. Канцеларијата за извештај е она место каде што доаѓаат сите пријави и сите казни и токму во оваа канцеларија го сретнавме и командирот господин Сашо да ме дојдовте да ургирате за некого. Напротив, баш дојдов да видам дали се иде како по протокол и дали е се по договореното, по електронската пошта, дали се е внесено. Значи, овдека се води извештај за кого? Значи, ово е последниот филтер и се води извештај за сите прешители на сообраќајот, така да секој си има свое досие. Ако доколку некој направи повеќе прекршоци, еднаш, два пати, три пати, со тоа што зависи и висината на глобата. На суд кој ќе му доставиме дека тој еден исти прави повеќе прекршоци, глобата е поголема? Нормално дека глобата е поголема. А ако прв пат направи прекршок, глобата е помала во тој случај. Судот е надлежен и тој одлучува колкава ќе биде глобата. Благодарам, меѓу вашите вработени тука ќе ја запознаеме и Сонја. Сонја, здраво живо и добро дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добре, најдов, добро. Сонја, ова е значи вашето работно место. Денеска имате многу работа или не? Имаме, да. Што е поточна вашата работа? Вие контролирате све одека што се случува и дали сите казни се внесени во системот? Да, сите казни се внесени во системот, значи секој прекршител што е казнет мора да е евидентиран во програмот и за секој сторен прекршок, значи колку пати да е казнуван, тоа се внесува и се евидентира во програмот. И се гледа веќе. Имаме ли некои рекордери што имаат многу казни, многу пати правиле прекршоци? Сега, пошто е нова програмата за работа за внесување во компјутер, значи тоа се сега помалце прекршоци, а наидуваат на повеќе и стигнува од судот пресуда назад, значи колку е казнет прекршителот и тоа се евидентира и тоа е. Сега ме интересираше што ги интересира и нашите дечиња, а и нивните родители кои што гледаат. Кога ќе се внесе, значи, една пријава за прекршок или казна во вашиот електронски систем, која е шансата и можноста за таа преку врски, преку телефон, преку некој познат да се избрише? Тоа не може да се избрише, значи што ме внесено во компјутерот, тоа не може да се избрише. Тоа е сосема нов систем кој што веќе функционира во Република Македонија? Да, функционира. Кој што е, значи, врвен, најсовремен, најсофистициран, единствен начин за да бидеме избришани од компјутерот е да си ја платиме глобата. Да, токму така. Господин Зашо, ви благодарам што имате ваков систем. Ова е, значи, чудо на современата технологија. Значи, ова е само еден филтер и контрола. При самото пишување на казната или пак доле што е поднесена, веднаш се внесува, има 2-3 филтера што таа се заведува, така да не е возможно повеќе некој да каже вујчин, татин, да ја скинеме казната. Препорака е до сите возачи, внимавајте, не правите прекршоци, најбезбелно и најефтино ги си поминете во сообраќајот. Така, еве пред малку го проверивме, моето име го нема во системот. Правете да видите тоа што го правам и јас. Возете совеста. Ви благодарам, а сега одиме понатаму. Поверете. И еве на крајот од ова наше денешно патешествие, приказната завршува кај командирот, господин Сашо Богдановски. Фала и многу што толку топло, срдечно и љубезно не дочекавте овдека. Ме интересира дали сите други гости кои доаѓаат овде ги дочекувате како и нашто не дочекавте, со сокче, чоколадце и со јагоди.
нормално сите што доаѓаат што не посетуваат, ние сите сме отворени, широки, грудни, така да дечињата, возрастните, сите што сакаат да не посетат, се најсрдечно пречекани и испратени. Сите полицајци имаат чинови, така? Токму така, сите сме почнали од полицаец, јас како млад бев полицаец, па бев водич, заменик командир и сега сум командир на оваа полициска станица. Сашо, убаво ли е да се биде полицаец? Ја мислам дека е најубаво да се биде полицаец и баш и пораката е до сите вас младите, кои ќе пораснете, кои ќе се школувате, баш да бидете сообраќајци, редот и мирот да го спроведувате, сите прекршители да ги опоменувате, помалку да ги казнувате. До оние кои што треба и повеќе? Токму така, тие што грешат многу и повеќе ги казнуваме. Така, ви благодарам за овој прекрасен повик кој што им го пативме, но ние најмлади кои што сакаат еден ден да одберат една убава, фина и честна професија да бидат полицајци, поготово да работат као собраќајни полицајци. Ајде да видиме, имаме уште прашања за Батко Сашо. Оваа девојка ќе постави прашање. Повели Бојана, кој е твоето прашање? Дали е тешко да се биде командир? О, Бојанче, фала ти за твоето прекрасно прашање, господин Сашо. Вие сте командир овде, ја работите вашата работа по колку часа на ден? Па редовно по 8, али остануваме по 9, по 10 и по 12 часа, затоа што не е баш лесно да се биде командир на една голема полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, што се грижиме за сите пешаци, возачи во сообраќајот, така да и многу вработени, надзор, контрола и тоа се да се следи. Успевате ли успешно да изменаџирате вашата работа? Секако дека успевам со тоа што имам и добар тим тука со кој што работам, сам нормално дека не можам да го постигам тој резултат. Правиме планови, извештаи, се договараме и целокупно да го реализираме нашето договореното. Благодарам. Сакам да ве прашам за крај уште дали имате нека порака за дечињата и родителите кои што не гледаат во моментов? Пораката до нив е да ги слушаат родителите, да внимаваат на сообраќајниците, поготово родителите учтиво да ги научат кои се тие сообраќајни знаци, што најмногу ќе им треба на нив, пошто младите учесници во сообраќајот, тие се најзагрозена категорија. Најзагрозена категорија, со нивна помош и заедничка помош, ние ќе се движиме безбедно по улиците. Ви благодарам многу што работите на ваква убава и хумана работа. И јас и целата екипа на Супер Звезда сакаме од срце да ви се заблагодариме што денеска ваква топло, убаво и срдечно не пречекавте кај вас. Кажавте за крај дека има некои специјални подароци за дечињата од Супер Звезда, дека станува збор за едукативен материјал кој што ќе помогне во процесот на проширување на нивните знаења за утре да можат многу побезбедно да се вклучат и самите во сообраќајот. Благодарам и на вас и на вашата редакција што не посетивте. Овие рекламни материјали што ги поделиме дечињата, мислам дека многу ќе помогнат на нив и на нивните родители кога ќе стигнат дома. Значи, за да можат да прочитаат и да знаат како треба безбедно да учествуваме во сообраќајот. Еве, драги гледачи, да видите, значи, дека нашата полиција не пишува само казни. Напротив, тука се и овие прекрасни распоред на часови кои што од задната страна имаат многу интересни упатства. Тука се наоѓаат и едни прекрасни убави ленирчиња за дечињата кои што можат да ги користат. Од едната страна имаат мерка, можат да мерат во сантиметри, додека од другата страна може да ги научат оние основни знаци кои секое дете во прво и второ оделение веќе треба да ги познава. Сите вие ќе добиете значи многу други рекламни материјали кои што се наоѓаат овде и ви благодарам што работите една од најубавите работи на свет. Благодарам и на вас. Поздрав и ве очекувам пак во наредните месеци да се видиме и да видиме што научија младите супер звезди и дали ги потполнија тие убави тестови и дали ги научија сообраќајните знаци. Благодарам, ќе дојдеме на проверка на знаењето, тоа ви го ветувам, а до тогаш да не бидете живи и здрави и да не чувате исто како што не чувавте и до сега. Поздрав и до вас и до вашата редакција. Фала ви многу, се гледаме пријатно. Чао, драги гледачи, чао од мене, чао и од Супер Звездите, се гледаме повторно за 7 дена од сега. Бидете ни живи и здрави и ве поздравуваме јас и Супер Звездичките. Чао.